Неподвижен во постела и без лекарска терапија е штипјанецот Зоран Бонавена откако пред неколку дена му се слошило. Како што вели неговата внука, бил однесен во болница, но откако го вратиле од Скопје, требало да продолжи со терапија во Штипската клиничка болница. Овде пак му кажале дека согласно резултатите човекот е добар и бил пуштен на домашно лекување. Ама како што додава неговата внука, состојбата драстично му се влошила. Од шекеро малци му се покаче, слоше му си го однесат у болница. Се добар, 2 дена лежеше таму, пуштија го дома и се добар си беше. Една ноќ му се слуши и го пратија директно за Скопје таму. Ние го однесеме у болницата и го пратија директно у Скопје. На негој дењо бубрек му бил откажан. У Скопје лежеше само 2 дена. Бил на диализа и од таму ни се јавуват, можете да дојдете да си го земете. На нас ни падна многу чудно, затоа што за 2 дена бубрек откажан и го пуштат одма со 2 пати диализа и го пуштат дома. Татко ми отиде, донесе го. Ние го гледавме дека он не е уред, не е добар. Почна тука со диализа, тука 2 пати оди само, 2 пати отиде на диализа. Докторките ни кажуваат, он е супер, резултатите му се добри, он не мора да доваѓа на диализа. А човекот го видете дека не е покретен. Не може. Митревска бара поголема ажурност од страна на болницата, како што вели Бонавена не е во ситуација сам да може да се грижи за себе си. Додава дека му е потребна терапија и болничка нега. 2 дена со брат ми одиме у болницата со него, тежок, мъкни колички, па не пратат на интерно, па не пратат на инфективно, оттаму ни дават употи, вамо нам, никој не ќе да превземе одговорност, човекот да го зема, треба да прима антибиотичка терапија. Треба да си прима инфузии за да го подигнат. Ние дома не сме доктори, ние не сме болница, за да кој човек го подигнеме и сам сака да си леже у болница. Он е свесен. Он свесен од нервози почна и устата да му се фаќа. Што е свесен дека он не треба да е дома. Дека треба да си прима терапија, дека треба инфузија, да се лече. Нас никој не заферма некна по 2 дена у болницата. Сите си ја предават топката како пинг-понг. Де инфективно, па тука не, па де на интерно. И јас тај ден и се на ни развика и го остави. Он треба да леже тука, што сакате правите, они вечерта ни го донесеа со брза помош. Од Штипската клиничка болница за ситуацијата посочија дека пациентот последен пат бил прегледан на 29 јануари. Последен преглед на пациентот во клиничка болница Штипе на 29 јануари 2025 година, за кој постои медицинска документација. За здравствената состојба на пациентот не можеме да дадеме информација, бидејќи е потребно да се направи преглед, велат во соопштението од болницата.